Македонија ќе добие 100 нови амбулантни возила кои ќе бидат распределени во сите болници и здравствени домови. Владата на последната седница донела одлука да започне постапка за јавна набавка. Моменталната состојба е катастрофална и алармантна, а здравството не сме да се потпира само на донации, вели премиерот Мицкоски. Наш главен приоритет е токму обновата на овој тип на возен парк во јавните медицински установи, имајќи предвид дека е, би рекол, катастрофална, алармантна состојбата. Таму луѓето се потпираат на оние возила кои што се донација. Во моментов во државата има над 260 амбулантни возила кои се користат во 58 здравствени установи. Дури 73% од овие возила болниците ги добиле на користење или како донација. Само околу 22% од возилата здравствените установи ги купиле со сопствени средства. Просечната старост на возилата за итна медицинска помош во Македонија е 12 години, што значително го намалува нивниот капацитет за брза и безбедна реакција при итни случаи. Со набавката на новите 100 амбулантни возила, владата се обврзува да подигне квалитетната услуга во здравствениот систем, да обезбеди побрза и поефикасна медицинска помош до пациентите, како и да ги подобри условите за работа на медицинските тимови кои се на првата линија при спасувањето животи. Ова иницијатива е дел од поширока стратегија за модернизација на здравствениот систем и зајакнување на капацитетите на јавните здравствени установи во Македонија, со цел граѓаните да добијат подобра здравствена заштита и поголема сигурност.